Почитувани колеги пратеници, јас ќе гласам против оваа влада. Има многу причини зошто да се гласа против оваа влада, меѓутоа јас ќе зборувам за причините кои што се однесуваат на мојот регион. А доаѓам од Кичево, регион кој изминатите 3,5 години беше заборавен. Доаѓам од регион кој што е богат со природни ресурси, богат е со шума која сега се уништува, која неплански се сече и која е цел на кражба. И никој не реагира за тоа. Доаѓам од регион каде што изминативе 3,5 години не инвестира ниту еден проект. Затоа сакам да апелирам и до пратениците кои не припаѓаат на ВМРО-ДПМН да ме поддржат да гласаме против оваа влада, бидејќи и тие доаѓаат од регионот каде што не е инвестиран ниту еден проект. И оние проекти кои што беа започнати претходно во периодот од 2017 година до денес се запрени. Иако истите беа ветени од страна на сегашната влада. Автопатот Кичево-Охрид, кој беше надеж за регионот, надеж беше за нови инвестиции, надеж за развој, надеж за спречување на иселувањето. За жал, сега представува руина. Руина која што и представува опасност за сите патници кои што поминуваат по тој автопат. Иако, ќе повторам дека овој автопат беше ветен во програмата 2016-2020 година од тогашната влада. Сегашниот мандатар. Министрите во тогашната влада не убедуваат дека овој автопат ќе биде завршен во 2019 година. А потоа не убедуваат дека во 2020 година ќе се вози 30 километри по овој автопат. За жал, може да видиме дека сега не само што не може да се вози по автопатот, не може да се вози и по регионалниот пат. Исто така, ми замина министерот Филипче, меѓутоа сакам да го потсетам, бидејќи беше и претходно министер, во Кичево се започна болница и заврши првата фаза од болницата, која што беше започната многу одамна, меѓутоа се заврши првата фаза. За жал, се обезбедија средства и се тендерираше и втората фаза во 2016 година, меѓутоа и покрај ветувањата на представниците од Министерството за здравство, до денеска нема ништо направено во таа болница. Единствено што го направија, сега немаат и чувар. Чуварска служба немат, па секој може да влезе и да укради од она што е направено. Државниот секретар во Министерството за здравство 2018 година го посети Кичево и кажа дека ќе се реконструира болницата. За жал, тоа не се случи. Исто така и министерот во повеќе наврати го посети Кичево, меѓутоа и тој посочи дека обезбедени се средства и ќе има втора фаза каде што ќе добијат и здравствените работници подобри услови, меѓутоа и пациентите. За жал, нема ништо од тоа. Затоа сакам да повикам да гласаме сите против начинот на кој што се однесува оваа влада кон граѓаните, без разлика од која политичка провиненција доаѓаат. Во делот на сегашната програма ветувате фабрика за преработка на отпад. Можам да кажам дека наместо фабрика за преработка на отпад, ние гледаме дека во изминативе 3,5 години во Кичево се направи дива депонија за отпад покрај новиот автопат. И никој не реагира за тоа. Ветувате во енергетиката дека ќе правиме сега 50% од обновливи извори на енергија. Но ветивте во 2016 година дека ќе направите модернизација на РЕК Осломе. Од таа модернизација нема ништо. Ветивте дека ќе го отворите копот Поповјане.
рудникот и со тоа ќе го продолжите векот на централата Осломе. И од тоа нема ништо. Ова се само посочени проекти за кои што ветивте, а ништо не направивте. Вие ветувате дека ќе имат инвестиции. Еве јас ви кажувам, во Кичево, од регионот кај што доаѓам ја, има 0 инвестиции во последниве 3 години. Не само што немат, викавте, странски, домашни инвестиции, имат затворено многу фирми, место да имат нови инвестиции. Кажувавте дека ќе го зголемите бројот на вработени, а ќе се намали бројот на невработени. Сега сакам да ви кажам дека во последниве 3 години се зголеми бројот на невработени, а се намали бројот на вработени. Во нашиот регион исто така нема инвестиција во ниту една сфера на општественото живење. Меѓутоа, вие во новата програма за влада ветувате дека ќе го подобрите работењето на Фондот за иновации. Јас сакам да прашам од тука, бидејќи Фондот за иновации додели средства на компании блиски до вас во висина од 10,5 милиони евра во изминатиот период. Сакам да знам компаниите што ги добија средствата, како Каст Инвест, Печатница Гинис, Колдинг Горска, што имаат иновирано и што граѓаните добија од иновациите што овие луѓе и овие фирми ги имаат иновирано. И дали можат тие да се видат некаде. Бидејќи јас барав, меѓутоа ниту една од овие фирми нема посочено што иновирал или што направил. Сакам да прашам, ако не направиле ништо, дали ги вратиле средствата за тоа што ги зеле? Затоа не можам да верувам на програма која што има 0% реализација и затоа се осврнав само на мојов регион, од кај што доаѓам јас, за да знаат граѓаните дека вака е ситуацијата во сите региони. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Лјупчо Бал.